вечер на Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни работи и актуелен председател на Демократскиот сојуз. Добро вечер. Добро вечер на господин Мануил Јаковлевски, председател на координативното тело Спас за Љубе Бошковски. Добро вечер. Добро вечер за госпоѓа Сонја Трчуловска, сопруга на Јохан Трчуловски. Добро вечер. Добро вечер на господинот Александар Колевски, Жути, председател на Сдруженијето Поддршка за Јохан Трчуловски, да. Трчуловски, да. Добро вечер и за председателот на местната заедница Љубанци, господинот Коце Тапчановски. Проштете за презимето. И благодарам што сите дојдовте вечер во оваа наша заедничка емисија. Реко побарање повторно на гледачите и со тоа што сакаме да дадеме една вистинска анализа, како што рекол господин Трајанов, голем број аналитичари, експерти и по правото, и во полицијата, да речам, представници кои ја знаат фактичката ситуација во ресорните министерства и во одбраната, да речам, и како што спомнав и во правната наука, што представува сето ова. Еве, би ви дал вам прво збор да дадете ваш коментар. За ова што го слушнавте и видовте. Па мислам дека со објавувањето на оваа снимка во јавноста се отвора еден нов период околу митовите во Република Македонија. Значи имаме ние лажни митови, лажни вредности кои што добиваат поддршки од граѓаните, а тука сигурно дека и политичките партии и медиумите носат огромна одговорност, бидејќи не секогаш ги изнесуваат правите вредности, правите квалитети на луѓето, значи поаѓаат од сосема други цели. Мислам дека сосема е јасно и известно дека треба да се отвори една ваква расправа, да учествуваат во неа експерти, да учествуваат новинари, да учествуваат лица кои што извршувале важни функции, се со цел да видиме и да процениме и од овој аспект да дадеме суд за тоа каква била улогата на председател на државата, каква била улогата на председател на владата, на министрите, кој што во тоа време извршува клучни функции на министерот за одбрана, за внатрешни работи, на директорот на управата за безбедност и контрразузнавање. Мислам дека граѓаните треба да знаат точно што се случувало и кој бил за одбрана на толковината, кој соработувал со другите и кој практично ги продавал нашите национални и државни интереси, сакајќи преку тоа само да се воздигне, да добие поддршка и да оствари одредени политички цели. Мислам дека должиме сите ние што на еден или друг начин бевме сведоци на тие случувања, јавно да проговориме, без било каква намера на некој да му наштетеме. Мојата основна цел е да се дознаат сите аспекти, сите факти, се со цел Хашкиот трибунал, кога ќе расправа сега повторно за Чуловски, да ги има сите факти, сите информации за да донесе праведна одлука, бидејќи повеќе од јасно е врз основа на се оно досега што го имаме како информации, дека оно што се прикажа на снимката со таа информација што беше презентирана, дека таа не е одраз на случувањата, на вистинските случувања во Љуботен и во целина во Република Македонија. Мислам дека еве конечно паѓаат митовите во Македонија. Лажните митови. Господин Колевски, председател на координативното тело Спас за Љубе Бошковски. Му го свртете грбот на Љубе Бошковски? Па македонски кога зборуваме вртење грб, врти грб тој што си заминува. Јас нигде не заминав, останав таму каде што си бев на почетокот. Ако зборуваме за партијата, значи за ВМРО-ДПМН, 90-та година сум еден од учесниците, од основачите на партијата. Љубе Бошковски беше исто во таа партија и нели од таа партија и беше кандидиран за министер за внатрешни работи на Македонија. Најверојатно партијата ја искористи до тој степен додека партијата го бранеше во Хаг, додека го одбрани. И после враќањето од Хаг, значи он нас не го сврти грбот, он почна да плука по сите нас, почна по неговата партија, тогашната негова партија, по мене неколку пати ми има навредено низ Македонија, председателот на ВМРО-ДПМН го навредува секој дневно. Значи не знам кој кому свртел грб. Мислам дека Љубе Бошковски нас на сите не го сврти грбот. Госпожо Трчуловска,
И вас истото ви го после тоа прашање, ме видовте и од клипот, како ви го доживате се тоа? Па не туку прв пат ќе кажам дека сето тоа што го видов ова едноставно ме шокираш. Ме остави без текст во моментот. И се уште не можам да сатам како може после толку големи убедувања додека бевме сите ние таму, нели? И фамилиарно. И они двајцата заедно, значи Љуби и Јохан, значи она сестро, брате, па и со децава исто така, значи се поставуваше кон своји деца таму. Се тоа да го слушнам отпосле, значи ме остави без коментар и едноставно морам да го кажам ова дека Љубе, значи со ова не го осудува Јохан. Што го значи сведочи. Тоа не е изјава, он тоа го сведочи. Не го осудува Јохан. Он самиот себе се осуди однапред и пред македонскиот народ и пред сите. Господин Колевски, наистина, да бидам искрен, ја фрапиравте јавноста. Прво не очекуваше дека таков вокабулар ќе се употреби за господинот Бошковски, имајќи факт дека сепак мит во државата, брат Љубе Бошковски, некој да го нарече сестра Љубе Бошковски. Па видите вака, мислам дека после снимките кои беа објавени на YouTube и на некои телевизии, мислам дека го заслужи тоа име. И се надевам дека повеќе ќе се употребува како сестра Љубе Бошковски. Дека ќе се заборави оној мит кој Љубе самиот си го наметна како некој патриот и бранител на Македонија. Професоре, ви сте професор, така. Персона нон грата некога да прогласите, тоа е изнавистина многу посилно, многу силно. Откаде таа храброст и како тоа го направивте? Дали натаму е персона нон грата? И натаму е персона нон грата. Ние во селото сме просто запрепастени, огорчени, разочарани. Вакво предавство како ова во нашиот кредо сега не е видено. Не е видено во секој случај. Значи и натаму остануваме со нашиот став. Почитувани гледачи, значи минатата емисија, како што спомна господинот Павле Трајанов, значи и ова е, значи поканети се аналитичари, експерти кои ќе говорат на темата предавството, кодоштвото и така натаму. За жал, што е наша вистина во овој изминати години, и прашањето и во коментарот беше има ли простор и можност, еднаш му речеме с Богом, на овој најлош чин на нашата на човековото живење, кога некому сакате да му наштетите и така натаму. Професорката Ачковска и професор Жежов во минатата емисија дадоа една оценка карактеристики на кодоштвото. Предлагам да одиме со тој дел, инсерт од таа емисија. Света се феномен општо човечки. Имаме слаби луѓе кои заради интерес, страв да се заштитат себе си или некој од своето семејство правеле чинови на предавства. Имало силни луѓе кои го жртвувале својот живот, биле измачувани, биле предавници. Тоа зависи од тврстината на карактерот, од љубовта кон каузата, кон делото кое го имале. Значи, таков феномен и зависи од карактерот на човекот, а не од нацијата или од националната предавство. Значи, предавствата не се само феномен на македонската историја. Да најболното, најспецифичното. Предавствата и најголемиот дел на предавства кои се случиле македонската револуционерна организација со која бил уништен цветот на македонските револуционери кои требало да го поведат македонското ослободително движење, да создадеме една држава како и сите балкански нации кои создадоа во овој период. Значи се случувале тие убиства во еден нестрекен историски период, токму во периодот кога македонците покренале на организирана национална ослободителна борба. Болка за нашите предавства во најчувствителниот момент од македонската историја, во најодлучниот момент. И токму таквите предавства во македонската историја, како ние, дали е тоа влијание на нашите соседи, дали е влијание на породниците кои го делиле брат со брат, па еден да се декларира за едно, друг за друго, трет да се бори за трето и така натаму, тие идеолошки борби или пропагандни и така натаму, значи сето тоа делувало врз создавањето, односно врз неуспехот на македонското национално ослободително движење.